Добро вечер во 360 степени. Еве ја најавата за содржините во ова издание. Вчерашниот бојкот го преполови прометот во маркетите низ земјава. Незадоволството дома беше причина да провериме како е во непосредното соседство. Во два тима тргнавме да видиме какви се цените по маркетите на исти или слични производи во комшиските ланци на супермаркети. Погледнете до какви сознанија стигнавме од пазарењето во Грција, Бугарија, Србија, Косово и Македонија. По телефонскиот разговор Трамп-Путин за ставање крај на војната во Украина. Well, that's your language, not mine. Certainly not a betrayal. Во Брисел состанок на министрите за одбрана на НАТО. To stay safe and to prevent war, we need to spend a lot more, especially in Europe and Canada. Донесуваме интервјуа со шефот на македонската одбрана Мисајловски и со заменик генералната секретарка на Алијансата Шекеринска. Директорката на Бирото за развој на образованието со прва јавна изјава по реакциите за концепцијата за гимназиско образование. Откако ги сумиравме нивните барања, добивме еден нереално оптоварен наставен план. Владата ги замрзнува мажите и во трговијата на големо и во трговијата на мало, откако и во земјава се засили движењето за бојкот на големите синџери супермаркети. Надежите на извршната власт, особено на граѓаните, се дека цените ќе паднат. Во очекување на ефектите проверивме какви се цените во соседните земји. Михаил Милошевски и Хекура Накифи купија исти производи во Бугарија, Грција, Србија, Косово и се разбира во Македонија. И еве што дознаа. Prvi organizirani bojkot pokrenut je putem društvenih mreža. Treći petak akcije za obilaženje... Први во регионот тоа го направија хрватите и веќе следната недела. Граѓаните се одзваа на бојкотот по примерот на Хрватска и Словенија и им испратија порака на трговците. Попусти кога цените се исти. Вчерашниот бојкот го преполови прометот во маркетите низ земјава. Управата за јавни приходи објави... Незадоволството дома беше причина да провериме како е во непосредното соседство. Во два тима тргнавме да видиме какви се цените по маркетите на исти или слични производи во комшиските ланци на супермаркети. Едниот тим тргна прво на југоисток кон Бугарија. Решивме да одиме до Петрич, бидејќи планот ни беше оттаму да продолжиме за Грција. По стандардните рутински проверки од македонските и бугарските граничари и цариници на преминот Ново село Златарево, влеговме во соседна Бугарија. Однапред имавме зацртано каде ќе пазариме во Петрич, во продавница која е дел од голем синџир европски супермаркети, ориентиран кон ниски цени. Судејќи по паркингот, се чинеше како да сме во Македонија, бидејќи голем број наши сограѓани решиле саботниот ден да го искористат за шопинг во градот кој се наоѓа на само половина час возење од граничниот премин. Списокот за пазарување ни беше ист за секое место, за да може да направиме споредба. Неколку истородни производи, како сол, шекер и јајца кои вообичаено се домашни и од различни производители, и неколку меѓународно познати производи, присутни на сите пазари во регионот. Така, конзерва Нескафе од 250 грама во маркетот во Петрич чинеше 18,39 лева, или преведено во денари 578. Нутела од 750 грама 15,99 лева или 503 денари. Бидејќи во различни земји пакувањата на некои производи беа различни, во табела ќе ги прикажуваме цените по идентична количина. Така преведено, килограм Нескафе чини 2314 денари, а килограм Нутела 671 денар. Бананите се 125 денари, а пилешкото 708 денари за килограм. 10 јајца се 157 денари. 1 килограм шекер чини 63 денари. 1 килограм сол 20 денари, додека пак 1 литар млеко со масленост од 1,5% ќе ве чини 72 денари. Доколку сте љубител на газирани пијалаци, Кока-кола во Бугарија чини точно 50 денари по литар. 1 килограм брашно тип 500 пак е 53 денари.
Од хемиските продукти, доместос чини 226,4 денари по литар. Со првичните резултати и со полна торба продукти излеговме од супермаркетот и се упативме кон Грција. Патот сега е пократок откако Бугарија од 1 јануари годинава влезе во Шенген зоната, па нема граничен премин меѓу овие две земји. Во Грција планот беше да пазариме во Поликастро, со предзнаење дека таму има супермаркет од истиот синџир како во Бугарија. По едночасовно возење по регионален пат, кој во еден дел се протега паралелно со планината Беласица, но од грчка страна, пристигнавме на локацијата. Веднаш се фативме за работа, но за разлика од Бугарија, тајното снимање внатре во маркетот ни беше отежнато. Имаше обезбедување кое постојано правеше обиколка. И покрај ограничувањата, успеавме во нашата мисија. Во Грција најголемата грамажа на Нескафе изнесува 200 грама и чини 8,45 евра, или 520 денари. Тоа значи дека 1 килограм чини 2600 денари. Нутела од 750 грама чини 7,15 евра, или 440 денари, односно 586 денари за 1 килограм. Понатаму, 1 килограм банани 98 денари, додека пак 1 килограм пилешки стек чини 633 денари. 10 јајца се 202 денари, килограм шекер 45 денари, а килограм сол 18 денари. 1 литар млеко со 1,5% масленост е 65 денари. Максималната литража на Кока-кола, барем во овој супермаркет, изнесува 1 литар и чини 84 денари. Килограм брашно тип 500 чини 86 денари, а во овој маркет немаше доместос. Додека едниот тим возеше кон Бугарија и потоа Грција, другиот се упати кон Србија, со план да застани во Косово пред враќањето дома. На граничниот премин Табановце немаше гужва, што помогна побргу да стигнеме до нашата прва станица – Врање. Таму има супермаркет од истиот синџир во кој пазаруваше тимот во Бугарија и во Грција. Конзерва Нескафе од 250 грама чинеше 973 српски динари, или во наши пари 512 денари. За килограм тоа е 2048 денари. Нутела во редовна продажба најдовме само во тегли од 400 грама, наспроти 750 како во другите држави. Цената пресметана за килограм изнесува 630 денари. Бананите беа 100 денари, пилешкиот стек 384 денари за килограм, пакување од 10 јајца е 115 денари, шекерот 59 денари за килограм, солта 24, а литар млеко со 1,5% масленост беше 54 денари. Дволитарска Кока-кола по литар чини 45,5 денари. Брашното, но од тип 400, бидејќи немаше од тип 500, беше 29 денари. Литар доместос чинеше 200 денари. Од Врање се упативме кон најблискиот граничен премин кон Косово, а тоа е Бела земја кај Бујановац. По 30 минути чекање на граница влеговме во Косово. Најблискиот и најголем град до овој граничен премин е Гнилане. На Косово не е присутен синџирот супермаркети од кои пазарувавме во Србија, Бугарија и Грција. Па го посетивме најголемиот домашен. Нескафе од 250 грама во Гнилане не чинеше 7 евра и 99 центи, односно 491 денари. За килограм тоа би дошло 1964 денари. Крем Нутела од 750 грама во Косово го купивме за 390 денари, односно 520 за килограм.
Бананите беа 85 денари за килограм, додека пилешки стек во моментот немаше. Пакет од 10 јајца чинеше 138 денари, килограм шеќер 70 денари, а сол 27 денари. За литар млеко со 1,5% масленост плативме 81 денари, додека Кока-кола, инаку произведена во Македонија, по литар чинеше 49 денари. И на Косово, како во Србија, во продажба имаше брашно тип 400, кое не чинеше 46 денари за килограм, доместос 143 денари. Со тоа, завршивме со пазарувањето во соседството и се вративме дома. Ни остана уште најважниот дел од истражувањето. А тоа е да провериме колку истите производи чинат во домашните маркети. За споредбата да биде фер, изборот падна на ланец на супермаркети во земјава познат по ниски цени. Конкретната продавница што ја избравме е во Скопје. Како и во другите држави, прво побаравме лименки Нескафе. Во Македонија најголемата е идентична како и во Грција, 200 грама, барем во овој маркет. За 200 грама треба да одвоите 419 денари, или за 1 килограм 2095. 750 грама нутела чини 379 денари, односно 505 денари за килограм. Бананите се 73 денари, а пилешкиот стек е 369 денари за килограм. 10 јајца се 90 денари, 1 килограм шекер чини 47,8 денари, 1 килограм сол 20 денари, додека пак 1 литар млеко со масленост од 1,5% ќе ве чини 54 денари. Во Македонија, сок од брендот Кока-кола чини 46 денари по литар. 1 килограм брашно тип 400 изнесува 27 денари. Средството за чистење доместос чини 119 денари по литар. Или сумирано, најголемиот дел од продуктите чии цени ги споредувавме се наевтини во Македонија. Тоа важи за нутелата, бананите, пилешкиот стек, јајцата, млекото, брашното и средството за чистење доместос. Нескафето беше наевтино на Косово, солта и шекерот во Грција, а во Србија Кока-колата за незначителни 50 дени по литар. Секако дека и животниот стандард и висината на платите се различни во сите овие држави, но целта на оваа сторија беше само да направиме споредба на цените на истите производи. Во Брисел се одржа состанок на министрите за одбрана на земјите членки на НАТО. Главна тема беа очекувањето за зголемување на буџетите за одбрана кај сите членки, како и дополнителен раст на војната индустрија и производството на оружје. Тема беше и руската агресија на Украина во светлината на телефонскиот разговор на Трамп и Путин и реакциите дека на масата за преговори мора да има место за Киев и Европа. Во Брисел е екипа на 360 степени. Се јавува Владимир Мирчевски. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте вели: "Не мора веднаш да се усогласиме, но на крај секогаш доаѓаме до заеднички позиции." Овој негов коментар се однесува на пукнатината што се појави меѓу сојузниците по телефонскиот разговор меѓу Доналд Трамп и Владимир Путин за војната во Украина, кој предизвика реакција од водечките европски држави со порака дека на масата за преговори мора да има место и за Киев и за Европа. Ставовите на американскиот претседател за тоа како треба да се стигне до мир во Украина, денеска на министерскиот состанок во седиштето на НАТО овде во Брисел, ги бранеше неговиот секретар за одбрана Пит Хексет. The war in Ukraine, the aggression by Russia, has been a factory reset for NATO. A realization that this alliance needs to be robust and strong and real. And that's why President Trump has called for increased defense spending across the board for NATO, for European countries to recognize this is an urgent, real threat to the continent. This aggression needs to be a wake-up call. Americans are an active part of this alliance, as we have been and will continue to. But when it comes to defense spending, even 2% of GDP is not enough. 3 and 4, and ultimately, as President Trump has said, 5% of defense spending is critical. A realization that there is a Russian war machine that has sought to take more and more land in Ukraine. And standing up against that is an important European responsibility. And of course, the United States has been there for a long time as well.
за мировен договор кој би значил дека Украина ќе загуби дел од своите територии кои сега се под руска окупација, а и никогаш не би влегла во НАТО, американскиот секретар за одбрана доби непријатно новинарско прашање. Well, that's your language, not mine, certainly not a betrayal. As I said to our allies yesterday, we recognize the incredible commitment that has been made over many years. And no country, as the President Trump has pointed out, has made a larger commitment to the Ukrainian mission than the United States of America, north of $300 billion. So the United States has invested in stabilizing those front lines after the aggression of Russia. There is no betrayal there. There is a recognition that the whole world and the United States is invested and interested in peace, a negotiated peace. Новата политика на новиот американски претседател го поставува прашањето за тоа во која насока ќе се движи НАТО во виду изменетите геополитички околности. Во одговорите, Марк Руте не зборува за разлика од двете страни на Атлантикот. This alliance is a family. As Pete Hegseth says yesterday and so many others, it is there for generations to come. We are there to make sure that we have the best possible deterrence in place to fight off any adversary now and in the future, but it means that we have to get to a good deal in Ukraine. We have to ramp up defense spending, we have to ramp up defense industrial production. These are clear tasks we collectively have. We will debate them. We might not always agree immediately, but as always in the end, we come to common positions. И министрите за одбрана на Велика Британија и на Германија одговараа на прашања за иницијативата на американскиот претседател за Украина. We've seen the calls from President Trump overnight, and we all want to see a durable peace and no return to conflict and aggression. And let's not forget, Russia remains a threat well beyond Ukraine. So my message in these discussions will be that there can be no negotiation about Ukraine without Ukraine, and Ukraine's voice must be at the heart of any talks. It seems Europe has been left behind in the Ukraine peace talks already. What do you think? That's not my impression for the moment, because the reality is nobody was really involved before the phone call between Trump and Putin. Каде е земјава во овие околности е рамката на разговорот што денес овде во Брисел го водев со министерот за одбрана Владо Мисајловски. Господин Мисајловски, во каква атмосфера поминува состанокот на министрите за одбрана на земјите членки на НАТО, особено по пораките од Вашингтон кои се однесуваат на Украина, за мирот во Украина кој можеби нема да го почитува територијалниот интегритет и суверенитет на земјата, и тоа дека европските сојузници во НАТО треба да земат поголем дел од товарот во поддршката на владата во Киев. Да, благодарам еве за можноста денеска да се обратам вака. Реториката што претходно ја слушавме, и јас бев сведок на претходниот министерски состанок, но и она што го слушавме во Вашингтон, но и во Рамштайн на контакт групата за Украина е сосема сменето. Се разговара за нов план, а тоа е планот за мир. И да, има многу прашања како Европа сега ќе биде дел од целиот овој процес на преговори, но најважно од се што риториката е сменета и секоја земја пробува да се најде во делот на постигнување на мирот. Доколку минатите месеци и години се зборуваше постојано за донации, сега се поставува прашањето колку тие донации помогнале, или едно од прашањата што е наистина интересно, што Русија во овој момент произведува повеќе војна опрема отколку сите европски земји заедно, и тоа за помалку месеци колку што цела Европа заедно. Се поставуваат многу прашања, многу дилеми токму на овој состанок, но риториката е сосема сменета и се води кон правецот да мир. Ја го поздравувам сето тоа да се иде во правецот на мир, но Европа мора да биде исто така дел од тој процес. Исто така се наметнува на прашање за договорот од Минск што е постигнат и дали тој сличен сега нов договор што би се склучил повторно би бил нарушен, бидејќи во минатото иако имаше договор, видовме дека Русија тоа го спротивно на договорот постапи и направи целосна агресија, односно војна кон Украина и кон зоземање на нивниот, вие што спомнавте, дел од териториите. Но она што во овој момент е најважно е тоа што новата администрација, посебно од се разбира од Америка, бараат како планот побрзо да се реализира и обновата што ќе следи во следниот
дел, односно како земјите членки дополнително да издвојуваат, тоа се однесува и на нас за обнова на Украина во различни сегменти. Има впечаток дека постои искричење на релација во последните неколку денови во тоа трансатлантско партнерство меѓу Вашингтон и европските сојузници од друга страна, бидејќи по вчерашниот синоќешниот разговор меѓу двајцата претседатели Доналд Трамп и Владимир Путин, европските сојузници порачаа дека какво биле разговори за Украина се неможни без украинско и европско учество. Точно. Дека не може само двајцата претседатели на Русија и на Америка да разговараат за тоа како ќе изгледа мирот во Украина. Да, но целта на овие преговори е главната сила, најголемата сила да ги превземе обврските кон склучување на договор, што она што можевме да го слушнеме, но тоа значи дека големите европски сили се разбира, но и сите од семејството на НАТО би помогнале во делот на одржување на постигнатиот договор за мир. Тоа значат многу сегменти кои што се зборија, но првим да видиме како ќе се движат оние чекор по чекор, односно да видиме како ќе се доближува онаа можност за мир, а потоа се разбира ќе имаме сите земји обврска. И тоа се едни од најважните прашања што се поставуваат еви на сите министри за одбрана на овој период, бидејќи она што претходните месеци и години се разговараше за помош, за донации и тоа она што се прави сега, повеќе сегментот се прави ако се постигне мир, како нови средства се одвојуваат од секоја една земја за обнова на Украина. И ова се сериозни средства, но исто така се разговара и трупи кои што би помогнале, односно мировници кои би биле пратени на терен за да го задржат мирот постојано. Има ли промена во ставот на владата во Скопје во однос на поддршката за Украина и Киев по сите овие случувања во изминатиот период? Не, апсолутно, ние сме зазеле став како држава и претходно истиот став го имале и претходните раководства, ние сме апсолутно секој еден став што ќе го каже НАТО, тоа е наша обврска да го преземи да го почитуваме, но околностите во овој момент се менуваат. Околностите сега во овој момент што ги разговаравме како што побрзо да се постигне мир, како да учествуваат сите земји европски, но исто така и она што денеска го слушнавме зголемување на буџетот до по 5%, што е навистина секој би се сложил со мене сериозна работа што ние како држава треба да направиме, поготово да одвоиме толку средства, но исто така да ги подобриме сите наши цели, односно она што се бара од НАТО во наредниот период, да се модернизираме и така натаму и така натаму. Спомнавте парите, средствата што се одвојуваат за одбрана. Ние како земја, како држава, тука сме некаде околу 2% се движиме под над. Меѓутоа се погласни се зборувањата, кажавте. Генералниот секретар Руте споменува 3,7. Денеска американскиот секретар за одбрана веќе зборува и за 5%. Колку е тоа остварливо? Колку е реално за една држава како што е Северна Македонија? Многу е тешко 5% да се стигнат, поготово ако знаеме дека и она што го имаме во системот, односно што треба да се промени во нашата држава, во Македонија, тоа е навистина сериозна сума. Ако сега процентот ни е 2% и ни е над 2%, тоа е сериозна сума на пари што ги издвојува целиот буџет за Министерство за одбрана. За 5% да стигнеме, ние постепено треба да качуваме нашата ставка, односно во делот на процентите во буџетот од GDP. Јас се надевам дека ќе правиме добри политики, ќе имаме заштити каде што ќе можеме дополнително да се зголемува буџетот во модернизацијата пред се, бидејќи има процент колку и од тој буџет треба директно да биде наменски. Точно така. Не е само да го направите или фиктивно да прикажете дека го имате тој буџет, но исто така и да го искористите правилно. Јас убеден сум дека постепено тоа ќе го правиме, но не може наеднаш, бидејќи не можат многу земји тоа да го исполнат. Еве една Канада не може да стигне до 2%, а има некои земји што веќе стигаат до 5%, како што е Полска, но еве и слушнавме денеска на состаноците каде што и Турција веќе има план како да стигне до тие проценти, и други земји каде што размислуваат како да стигнат до тој процент. Дали се зборуваше конкретно за 3,7%, не се зборуваше, но се зборуваше над 3% и на кој начин постепено да се крева она стапка на буџетот во Министерството за одбрана. Што е важно, што еве новата администрација од Соединетите американски држави бараат и да биде над 5%. Што е сериозно, но тоа ќе биде една рамка каде што ние постепено ќе треба да се движиме и полека и внимателно да го остваруваме. Морам да ви кажам дека еве денеска во моето обраќање јас реално објаснив дека она што се цели зададени кон нас за во делот на модернизација и така натака, и утре кој ќе има оценување од наша страна, ние треба да внимаваме што реално може да исполниме. Не може да превземеме било каква одговорност тука во НАТО дека ќе дополнителна опрема ќе купуваме, но треба да погледнеме реалноста и низ годините кои што следат внимателно да го програмираме сето тоа, за да покажеме тука дека
Да, навистина се модернизираме, но нема да излажеме, бидејќи не може само туку така да речете да ќе достигнеме следната година 5%, кога треба исто така се градат и училишта, да се градат и болници, да се гради и да се помага во секој еден сектор во држава. Еден дел од таа модернизација на армијата се подпира и на партнерства, стратешки партнерства со одредени партнери земји членки на НАТО. По најавите за кратење и суспендирање на таа надворешна помош на САД, дали е засегната и војната помош за нас, бидејќи Вашингтон и Скопје имаат подпишано 10 годишен патоказ за соработка во одбраната, и сектор во кој што досега, кој што веќе реков, Вашингтон има инвестирано и донирано милиони долари. Да, најмногу се донира, поготово во делот на одбраната. Ја навистина сум благодарен и секој што бил пред мене и после мене, навистина најмногу значи таа соработка со нашите стратешки партнери, бидејќи тоа се навистина огромни средства. Немаме најава дека ќе се скрати било каква помош. Еве веќе минатата година до крајот на годината заклучивме неколку договори со нашите стратешки сојузници, стратешки партнери за различни видови на дронови што ќе ги набавиме од нив, за различна опрема што треба да го промениме оружјето во нашата армија, но и во делот на сајбер безбедноста, и тоа се веќе договори што ги започнавме. Со сите најави дека ќе се кратат одредени средства, да, постои можност и тоа да се случи, но сега конкретно немаме најава дека во делот, поготово за одбраната, дека нешто ќе биде скратено. Но останува да видиме дали некои од тие, бидејќи станува збор за многу грантови што се директно, но има можност во тие грантови, односно фондови, и ние да учествуваме целосно со национални средства, што дополнително би земале нова опрема во наредниот период. Тоа се едни од најдобрите договори што можеме да ги исклучуваме, но од друга страна, навистина најмногу ни помагаат. Било каква информација ако стигне до нас дека може да има, не знам, намалување на тие средства или суспензија, веднаш се разбира ќе информираме, но ако има такво нешто, веднаш треба да започнеме дополнителни средства за, се разбира, да одвојуваме за нас за модернизација. По овие 2 дена во Брисел, како шеф на одбраната, како ви е чувството, како ќе се движи целата ситуација на стариот континент поврзано со конфликтот во Украина? Јас пак ќе ви ги спомнам, ако до пред неколку недели целосно се зборуваше за што повеќе опрема да се даде кон Украина, докато се зборуваше секоја земја да одвои дополнителен арсенал што го бара Украина за помош, таа реторика веќе е сменета целосно. Кога зборувам целосно, тоа мислам дека да, останува ако има некоја можност дополнително да помага и во овој период, но секоја една земја членка, поготово сите земји членки во НАТО, треба да се свртат кон себе и максимално се модернизираат кон себе, а исто така да помагаат на било кој во сосед или на било кој што е нападнат за својот територијален интегритет. Но она што можам да го видам тука дека се зборува сега се почесто за мир. Минатите сесии тоа не се зборуваше, само една земја во тој или 2 земји го потикнаа прашањето дека треба да се размислува што побрзо за мир. Сега ова прашање скоро секоја земја го отвара на кој начин ќе биде мирот и што потоа. А што потоа значи дополнителни одврски за нас како земја. И тука треба да гледаме дека во наредниот период ќе имаме дополнителни обврски, не зборам само во делот на одбраната, туку и финансиски обврски спрема Украина, но и спрема она што сме го давале како помош, сега да го даваме дополнително како помош за други намени. И од тоа не може да избегаме. Благодарам. Благодарам и на вас. Токму во овој турбулентен период за НАТО, Радмила Шекеринска го почна ангажманот на новата позиција. Со замени генералната секретарка во првото интервју за македонски медиум од оваа позиција, разговаравме за горливите прашања што во овој момент ја оптоваруваат алијансата. Господја Шекеринска, ова ваше прво интервју за еден македонски медиум, откако бевте назначена за замени генерална секретарка на НАТО, не доаѓа во многу поволна ситуација, би рекол, за алијансата, со оглед на, да ја наречеме, пукнатина што се појави меѓу САД од една страна и највлијателните европски членки на НАТО од друга страна во однос на начинот на кој што треба да се бара мировно решение за Украина. Во каква атмосфера помина денешниот министерски состанок овде во Брисел? Знаете како, ако ја гледате историјата на НАТО, ќе видите дека на неколку години имате една сериозна ситуација каде што патиштата на дел од влијателните земји малку се раздвојуваат. Ниту е прв, ниту ќе биде последен пат. Тоа е едноставно доаѓа со територијата да бидете демократска алијанса или алијанса која што опфаќа 32 демократи. Не секогаш ќе имате идентични ставови.
Мислам дека добрата вест од овој министерски состанок, кој доаѓа во тежок момент, ние 3 години живееме тежок период за глобалната безбедност, за геополитичката стабилност во светот. Значи, добрата вест од овој министерски состанок е дека постои целосен консензус, дека сите мораме да се сконцентрираме повеќе на создавање на нашијата политика на одбивање и на одбрана. Дека земјите членки се согласни дека многу повеќе треба да се сконцентрираме на производство и на буџетски издвојувања за одбраната и дека со поддршката на Украина всушност ја подобруваме и собствената безбедност. Се разбира дека имаше и има одредени разлики во нијансите. Пораката која што дојде од Соединетите Американски држави е дека очекуваат Европа да понесе поголем дел од товарот за европската безбедност. Не заради тоа што сметаат дека САД не треба да е тука, туку затоа што сметаат дека предолго Европа на некој начин ја користела гаранцијата која што ја обезбедувал и финансирала САД. Така што главнијата дискусија беше сконцентрирана особено во првиот дел на тоа дали Алијансата троши доволно и на вистински начин за да си ја обезбеди безбедноста. Податоците беа добри заради тоа што европските членки, сега не зборам за Европска унија, сите членки од Европа и Канада од 2014 во последните неколку години имаат потрошено 700 милиарди евра повеќе. Само во последната година нивните вкупни буџети изнесуваат 485 милиарди и тоа е зголемување од 20% од минатата година. Да сумирам со една реченица, она што констатиравме е дека и Европа стана сериозна во поглед на планирањето на собствената одбрана и издвојувањата финансиски за неа. Да го правевме ова интервју пред неколку година, ќе ве прашав колкави се шансите за мир во Украина. Затоа сега ве прашувам под кои услови, минимални услови НАТО како организација за колективна безбедност, која што ги почитува територијалниот суверенитет и интегритет на земјите, е подготвена или не е подготвена да оди? Кои се тие минимални услови при едно решение, мирно решение за Украина? Да бидеме јасни, според тоа како течат дискусиите, НАТО, како велите вие, под кои услови би одел, НАТО нема во моментов ниту консензус, ниту разговори да на наш едноставен начин кажано да оди во Украина. Напротив, целта, надежите, пораките кои што доаѓаат од земјите членки е дека постои интерес на неколку европски држави да испратат поддршка и во смисла на чизми на теренот или на мировници. Тоа значи дека НАТО во принцип ја обезбедува платформата за дискусија сега во моментов и главниот фокус на Алијансата е да продолжиме да ја обезбедуваме поддршката финансиска, политичка и воена која што ја овозможува на Украина да преговара со повеќе сила. 99% од сета помош која ја добива Украина во изминатиот период доаѓаат од земји членки на НАТО. НАТО најави минатата година дека земјите членки се обврзуваат за Украина да наменат 40 милиарди евра во текот на 24 година. И постоеше страф, дали НАТО ќе биде сериозен, дали членките ќе бидат доволно сериозни и дали тоа ќе го испорачаат. Се испостави дека сме биле подобри од најавите. Наместо 40, испорачани се обезбедена е поддршка во износ од околу 51,5 милиарди евра за Украина. И тоа е она што ја овозможува на Украина да продолжи со битката, да биде посилна кога ќе почнат преговорите. И тоа беше заложбата на НАТО, да ја дадеме шанса на Украина да стартува од позиција на сила, а не од позиција на слабост. Денес, освен за Украина, зборувавте и за зголемување на војните буџети, буџетите за одбрана, за унапредување, засилување на војната индустрија. Беа подпишани, како што чинам, писмо за намери, меморандум за разбирање за меѓународна соработка. Дали ова значи дека НАТО повторно влегува во фазата на масовно вооружување, како што тоа беше случајот со студената војна?
мислам дека и кај нас се забележа изјавата на генералниот секретар дека земјите кои што се членки на Алијансата не се во војна, но не се ни во мир. И дека треба да се прилагодиме практично на еден поинаков менталитет и поинакво носење на политички одлуки, кои што ќе не направи подготвени. Целта на НАТО секогаш била одбрамбена. Значи, Алијансата е направена за да даде безбедност на граѓаните, не за да биде агресивна, не за да освојува нови територии, туку да гарантира безбедност на милиарда луѓе. И тоа продолжува и понатаму. Но очигледно промените во светот покажуваат дека за да спречите една војна, мора да се подготвувате за таа војна. И инвестициите кои што се прават сега со зголемени буџети за одбрана, со зголемување на производството на воена опрема, мислам дека се јасно во таа насока. Да бидеме подготвени за да одбиеме напад. Да бидеме подготвени за да не даваме идеи на оние кои што сметаат дека преминувањето на границата може да значи и освојување на туѓа територија, ако таа територија е дел од Алијансата. Значи, да, тоа е дел од политиката на одбрана на Алијансата. Да имаме соодветно производство, да имаме соодветно трошење од буџетите, издвојување на буџетите за одбрана. Знаете како во одвојувањето на 2% од бруто домашниот производ се договори во 2014. Ние се уште не бевме членки на Алијансата, во ситуација кога глобално светот не се чувствуваше толку загрозен. И сега ако се околу вас се менува, вие не можете да се држите на старите проценти. Колку се осварливе новите проценти? 3,7, 5% дури. Тоа се страшни зголемувања. Тоа се дискусии кои што ќе се водат. Практично ова е почеток на таа дискусија пред самитот во Хаг. Меѓутоа, факт е дека од 2014 до денеска многу работи се променија. Држави кои што има издвојување за одбраната под 1%, како Северна Македонија, стигнаа до 2%. Ако можеме ние, можат и другите. Во новиот свет видите колку се издвојувањата кои што ги вршат другите земји. И на крајот на криштата реков, издвојувањето во одбрана е со цел да избегнеме војна. Прашајте ги сега колегите од Украина колку издвојуваат. Ако не се лажам, 20% од нивниот бруто домашен производ оди на финансирање на нивната одбрамбена војна. Подобро е да инвестирате со време за да го избегнете военото сценарио. И јасно станува дека и во Европа и во цела оваа евроатлантска регија мораме да се подготвиме на свет кој што ќе биде карактеризиран со поголема нестабилност. Затоа да вложуваме, за да не мора тие потези да ги правиме кога ќе биде предоцна. Немаме уште многу време, само едно кусо прашање. Како ве прифатија овде во НАТО, сепак сте втор човек во политичката хиерархија, доаѓате од една од меѓу последните земји членки кои што стана членка на Алијансата во 2020 година? Тоа покажува дека не треба да стартувате и ние како држава, и ние како поединци со комплексот дека доаѓате од мала држава која што помалку може да предонесе од останатите. Меѓутоа може да имаме знаење, искуство, вредност која што Алијансата ќе ја цени. Така што тој мој бекграунд ја не го гледам како хендикеп, некогаш во кандидатурите може да биде хендикеп, но го гледам како предност, заради тоа што од друга страна како држава која била во тешки ситуации и сериозни кризи поврзани со безбедност, ние точно знаеме која е цената на безбедноста. Многу европски држави заборавиле да размислуваат на прашањето војна или мир. Не знаат како е дека во моментот кога ќе изгубите стабилноста и мирот, се друго веќе нема смисла. Ние тоа се уште го паметиме. Така што сакам да се надевам дека тоа искуство може да биде плюс во Алијансата. Мислам дека и од она што го слушам и од колегите,
Мојата позиција овде покажува дека секоја членка, секој дел од алијансата може да даде придонес. И навистина мислам дека таа прилика треба да ја користиме во сите организации. Не треба да се чувствуваме дека сме мали, недоволно важни и дека заради тоа никогаш не можеме да дојдеме до овие позиции. Овој случај покажа дека како држава можеме да понудиме нешто и на поголемите од себе. Благодарам многу. Благодарам. НАТО представници и политички и војни на денешните брифинзи уверуваа дека Алијансата како организација останува посветена на поддршката за Украина. Официјалната позиција на НАТО, како што велат, останува она од далечната 2008 дека Украина ќе стане членка кога за тоа ќе дојде време. Поточно кога ќе ги исполни условите и дека тоа не зависи од желбите на Кремљ. 360 степени во Брисел, Владимир Мирчевски. Измина рокот за предлози за новата предлог концепција за гимназиско образование, на која остро реагираа филозофите, социолозите, математичарите, физичарите, ликовните уметници. Од Бирото за развој на образованието велат дека стигнали и формални забелешки кои ќе ги разгледаат, но уште сега нагласуваат дека нема простор да се задоволат сите. Ако се прифатат сите забелешки, ќе треба децата да имаат по 20 предмети во учебна година и по 10 училишни часа дневно, изјави директорката на Бирото за развој на образованието Милка Тримчевска во интервју за нашата Галена Николовска-Ризвановиќ. 2 недели откако беше објавена, не стивнуваат забелешки за нацрт концепцијата за реформи во гимназиско образование. Што тоа значи мајката на сите науки да ја ставиш да биде изборна? Како, од каде мислиш да почнеш и на каде мислиш да завршиш, да одиш? Прв пат по отворањето на дебатата, во разговор за 360 степени, со реплика излегува директорката на Бирото за развој на образованието. Откако ги сумиравме нивните барања, добивме еден нереално оптоварен наставен план. Ке останат ли само на хартија критиките на дел од универзитетската фела и професорите од средните училишта? Двата елементарни искази со своите вредности на вистинитост се поставени. Лажно имплицира вистинито. Пред 2 недели, екипата на 360 степени присуствуваше на час по логика во Скопското средно училиште Ѓорги Димитров. Логика е еден од предметите што со новата предлог концепција за гимназиско образование се укинува како посебен предмет и ќе се изучува во рамки на предметот филозофија. А предметот филозофија пак од задолжителен добива статус на изборен предмет. Поставувањето на суштинските прашања во било која наука произлегува од филозофијата. Развојот на науките е некаде засилен 15-тиот, 16-тиот, 17-тиот век наам. Но тој развој е условен од најголемите филозофи кои што живееле во тој период. Трајче Серафимовски е еден од вкупно 31 професор по филозофија, етика и логика од гимназии низ земјава кои упатија отворено писмо до владата против новата концепција. Освен јавно, имаа можност и формално да упатат забелешки до предлагачот, Бирото за развој на образованието. Директорката на Бирото, Милка Тримчевска, вели дека веќе се пристигнати забелешките по формалниот канал. И најголем дел се за укинувањето, односно намалувањето на часовите за одредени предмети. Сите тие сметаат дека токму нивниот предмет е тој клучниот, незаменливиот и дека треба да биде задолжителен за сите ученици. Нормално по нивно барање со повеќе часови и продлабочено изучување. Меѓутоа, откако ги сумиравме нивните барања, добивме еден нереално оптоварен наставен план, доколку нели се земат забелешките и продолжат во тој правец, тогаш учениците би требало да имаат 10-11 часови во текот на денот, што е апсолутно преголем товар нели за нивната возраст, а бројот на предмети би се зголемил над 20, што исто така доведува до преоптовареност. И сега од една страна, наместо да се гради некаков логичен образовен систем, секоја институција си бара простор нели за од свој аспект гледано, што резултира со еден неефикасен пристап.
На прашањето како дошле до заклучокот дека токму овие предмети треба да се укинат, односно од редовни да станат изборни, Тримчевска вели дека е спроведено опсежно истражување во кое учествувале над 7000 ученици и околу 1700 наставници. Тоа не е единствениот документ на кој се базира концепцијата, додаде таа, но не посочи конкретно кои се другите. Она што ја потврдило потребата од реформи и модернизација на образованието, според неа се резултатите од редовните тестирања. Резултатите од меѓународните тестирања, резултатите од државната матура, кои континуирано покажуваат дека нашите ученици имаат слаби постигања, особено во делот на критичкото размислување, примената на знаењата, на интердисциплинарните вештини слично. Значи, ова не е само изолиран случај кој што го дискутираме, туку на ова се искажуваат своји мислења универзитетски професори кои што во многу наврати наведуваат дека генерациите кои што во последните години доаѓаат како брцуши на факултет, доаѓаат неподготвени во клучните знаења и академските вештини. И сите овие фактори зарем не покажуваат потреба од реформи, што би можело да биде поголем показател. Така, но сега доаѓа прашањето зошто тогаш се намалува бројот на часови или се укинуваат предмети кои го поттикнуваат критичкото мислење кај учениците, како логика, етика, филозофија и социологија, да речеме. Нема предмети кои што и теми кои што се укинуваат, тоа е едната работа. Меѓутоа, од друга страна пак се дава можност на персонализирање на програмата на ученикот. Учениците да носат одлуки и претходно реков на 17 години се сосема одговорни и зрели за да можат тие да си го креираат своето образование, затоа што ова концепција така креирана да во фокусот е ученикот и неговите потреби. Така, пак ќе повторам прашањето, значи мислите дека критичкото мислење ќе се поттикне со намалување на бројот на часови на овие предмети кои би требало да ги дадат резултатите? Критичкото мислење зарем само во овие предмети го согледуваме. Бирото ја објави предлог концепцијата, но не и нејзините автори. Тоа предизвика критики и обвинување од дел од стручната јавност, дека ја кроеле луѓе кои не се експерти за засегнатите области. Универзитетскиот професор Ристо Солунчев својата критика ја изрази преку аналогија која се однесуваше на министерката за образование Весна Јаневска, која е поранешна универзитетска професорка по патологија. Во некоја хипотетичко време и во некоја паралелна галаксија станувам јас министер и одам на медицинскиот факултет и сметам дека треба да се направи реформа на програмата. Само доволно да се повикам на флоскули, модернизација и такво нешто. И отидам таму и кажам, нема потреба од патологија предметот. Затоа што претходно има патолошка физиологија. И сега, го тргате предметот патологија, а патолошка физиологија го ставате во изборен предмет и сметате дека патолошка физиологија како изборен предмет може да ги покрие клучните компоненти на предметот патологија. На тоа изгледа ова. Директорката на Бирото за развој на образованието возвраќа дека концепцијата ја правел стручен кадар, дека биле вклучени повеќе сектори и дека таа не е затворен документ. Сепак не откри имиња. Овој документ не е индивидуален труд, тоа е официјален предлог на институцијата и е ставен на јавна расправа со цел да се добијат предлози, сугестии, забелешки апсолутно од целата јавност, вклучително и од стручната заедница. Така што ниту овој документ е конечен, напротив е многу транспарентен, значи изработена е некоја нацрт верзија, транспарентно е поставено на електронска јавна расправа, но не и само по тој пат. Ние сме отворени за соработка при креирањето на овој документ до конечно донесување, пак имаме сосема доволно време да искреираме документ кој што ќе ги задоволи, да речам, потребите на ученикот на 21. век. Во моментов предметот филозофија задолжително го изучуваат гимназијалците во 4-та година. Предметот етика е изборен во 2-та и задолжителен во 3-та во општествено-хуманистичко подрачје Б комбинација. Логика е задолжителен предмет во 4-та година во општествено-хуманистичко подрачје А комбинација. Со предложените измени, филозофија би станал изборен предмет во 3-та и 4-та година, а етика и логика не се ниту на една листа предмети. Ниту за почетно, ниту за продлабочено изучување, туку се вметнати како наставна единица во другите предмети.
Промени има и кај други предмети, за кои реакции имаше од Институтот за социологија, Сојузот на математичари, Факултетот за ликовна уметност, Друштвото на физичари, Институтот за математика при ПМФ и други. Го најавам Сречко Поповски со новото издание на рубриката Саботажа. Кога и колку да се трудиш да ја докажеш твојата замисла. Само една секвенца е доволна за да го демантира тоа кое се обидуваш да го презентираш. Времето и местото знаат некогаш толку многу да не се поклопат, па тоа што се говори да не се одвестува со тоа што се гледа. Затоа денеска вратите на супермаркетите повеќе беа затворени отколку отворени. Полни или празни маркетите ги пумпаат цените. Може би джебовите се празни за нив, ама затоа јазикот им ни е полн со зборови, на кои понекогаш и не може да им се најде адекватно место и значење. Цената на телешкото и јунешкото месо повторно се искачи за неколку степеници погоре. Цените може да се качуваат и по лифт, ама никако не може да се мерат во единици кои немаат врска со нивното значење. Може би има некој нов систем, штом на пазарите наместо нагоре и надолу се споредуваат со нивната тежина. Целите истини. Целите не се качени ни еден грам, значи иста, и остануваат. Растат особено на пијалоците и тоа со намалена литража. Може би нема никакво специјално објаснување, но барем се наоѓа разбирање врз основа на оригинална, трговско-угостителска математика. Ако земам пивото, пример, 30 динара, аз ќе го продам 50 или 60. Ама не може ако земам 50, ја да го продам 30. Нема никакви шанси. Шанса тешко се создава, бидејќи поентата е дека сепак насекаде најголемото влијание го има незаситеноста. Како на тие што не можат да си ги дозволат, така и на тие што упорно ги диктираат и дуплираат цените. Па сега се превари. Сега е секаде се превари, нема без превари. Да нема некој џабе пцувам без превара, сега не може да живеат нашите газди. И на крајот, мерки изгледа се и повеќе од потребни, ама не само за намалување на цените. Не зим презимат, горе што се прска, тоа не го презимат. Една ден идам со жената од кај Сењево за Дузлако, од таму иде авион. Црн чат пушта вате, тоа кој ќе презима, тоа се гатаме ние. Во теориите за конспирација може да влезат и цените. Оти производителите и трговците се тие горе, а граѓаните долу без избор. Сепак мора да се голта. Гледавте 360 степени. Пријатно до понеделник во 20:15 овде на МРТ1.